Добар ден, драги пријатели, и добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам за една тема која што е многу актуелна во овој период и ме поттикна, ме инспирира. Многуте луѓе кои што ги гледам се мачат можеби со одреден број на вишок на килажа или масти во овој период пред одмори, пред плажа и така натаму, а тоа е моментот дека многу луѓе сметаат дека потењето ќе им помогне во процесот на топење на масти. Многу луѓе можеби користат сауна како направа или место кај што можеби ќе стопат дел од своите масти. Многу луѓе користат појаси кои што ги завиткуваат околу својот стомак со тоа што сметаат дека ќе стопат повеќе масти. Се виткаат во кесиња. Носат можеби одредени хеланки на кои што паднале на маркетинг затоа што потели топеле масти, но одма ќе ви ја расчистам таа дилема, иако можеби некогаш во изминатите епизоди имам спомнато за овој факт, но потењето нема никаква врска со топењето на масти, затоа што потењето е само начин како телото да се терморегулира и како да можеби се детоксицира, затоа што ние преку потта дехидрираме и сфрламе можеби течности, меѓу кои токсини и нормално телото, тоа кардиоваскуларниот систем го користи за да има некаква терморегулација. Она што ќе ви донесе најголем процент на топење на масти, она што најмногу ќе ви помогне во топењето на масти е убрзаната работа на вашето срце, односно пулсот кој што ќе го постигнете и откуцувањата во 1 минута. Ако чисто ме прашувате во бројки за оние кои што сакаат малку повеќе да се замараат, најголемо топење на масти ќе се случи кога вашето срце ќе откуцува некаде 120, 140 отприлика во тој размак да биде откуцувањата на срцето во минута. Тоа најмногу предизвикува да се топат мастите, а најдобро ќе го постигнете тоа откуцување од 120 до 140 со комбинации на најразлични вештини, односно да можеби во еден тренинг во интензивни 20 минути правите многу скокови, многу можеби вежби со тежини, правите комбинации на кардио и на тежини и сето тоа ќе предизвика да кардиоваскуларниот систем доживее шокови и да прави големи варијации на откуцувањето од 120 до 140 па и повеќе и со тоа да топите повеќе масти. Она што многу од луѓето го прават е да се виткаат во фолии или во појаси и да мислат дека потењето ќе им донесе топење на масти е погрешно и напротив дури само ќе ја отежна работата на кардиоваскуларниот систем, доколку ги затворите вашите пори и не дозволувате телото да нормално се терморегулира и да ги исфрла токсините и потта која што нормално е резултат на сето тоа. Затоа немојте да живеете во тој мит и немојте да правите некои работи кои што сметате дека ќе ви донесат можеби подобро тело, а напротив само носат контраефект за општата добросостојба и здравје на вашето тело. Тука завршувам за денешнава епизода. Се надевам добивте вредност и добивте идеја околу цело ова лудило на луѓе кои што сакаат на брзина да подослабат некои сантими, прават секакви работи кои што немаат никаква смисла со цел да си ја постигнат личната цел, но еве, ние сме затоа тука и ви благодарам за вниманието и времето кое што го давате. Се гледаме во следна епизода, до тогаш ви посакувам здрави животни навеки и убав ден. Чао, чао!